ме слушателот. Еве, можам да кажам добро вечер на првиот слушател вечерва. Добро вечер. Со кој зборуваме, ако може да знаеме? Овде е Стефанија Стамбулиска. Добро вечер, Стефанија. Повели Поздрав дали... до диригентката. Поздрав. Благодариме. Собра храброст да се јавиш. Сакала да прашам како течат подготовките за божикниот концерт и дали има доволно буткање на гласот. Стефанија, па нормално дека има буткање на гласот, мора да го избуткаме до крај за да биде што треба. И имаме и седнување и буткање на гласот, на тоновите. Сите техники се користат. Сите техники се користат. Мораме метафорично малку да се изразуваме за да разбереме како треба да испееме, како што треба се разбира. Стефанија, Да, така е. дали имаш уште некое прашање до нашата гостинка вечерва? Тоа би било се. Благодарам што се Благодариме. јавивте. Пријатно. Пријатно, се најубаво. И сега ние да продолжиме. Со муабетот. Зборувавме за франкофонијата. И за професорката, еве поздрав до професорката Нада Божијанова. Така, која е поврзаноста на франкофонијата со хорот и со музичарите од нашето училиште и со професорката по француски? Секоја година професорите по француски добиваат писмо со кое што се повикуваат на учество на музика на француска шансона на ниво на Република Македонија, каде што мотивирачки е тоа што првата награда е патување во Париз една недела. За победникот се разбира. Така да ние веќе континуирано многу години наназад, можеби 7-8 години учествуваме со наши ученици кои што го изучуваат францускиот јазик и кои што умеат да пеат, се разбира добро. А за среќа можам да кажеме дека секоја година учествуваме, имавме дури и среќа и една година на една наша ученичка која што беше победничка, беше на патување во Париз и веќе ќе кажеме дека секоја година повторно учествуваме со ученици кои што се таленти во областа на пеењето и придружувани со бендот на нашето училиште. Така, и би сакала, ако можете да не издвоите, некој забележлив момент кој што вам ќе ви остане во запаметен, врежен длабоко во сеќавањата, нешто доживување со вашите хористи. Ево од оваа генерација сега со која што сте најуспешни, да речеме, некое најпозитивно доживување да споделиме со слушателите. Секако има сигурно многу позитивни доживувања. Еве, прво ќе го спомнам, интересно е тоа што имаше едно за мене изненадување минатата година на патрониот празник на училиште, кога учениците ми изненадија со една книга во која што имаше извадоци од фотографии и изрази, на мои изрази лични, на предходното патување во Задар, со едноубави, позитивни забелешки, интересни слики, фотографии, заеднички на сите членови. И сегашното јавување на Стефанија и некој член на хорот беше дел од тие ваши изрази. Така, таа секогаш се обидува да ме имитира и да ми биде заменик диригент, морам да ја поздравам Стефанија. Повторно поздравуваме. Така, и да се обидува секогаш да биде дел од тие позитивни, значи, моменти на хорот, кога ние освен што пееме, рековме и многу пати се шалиме и се шегуваме на заедничка сметка. Да, се разбира. Да се навратиме на најзначителните моменти. Имам исто така еден интересен момент на последното настапување во Кавадарци на државните хорски надпревари, после добиените 100 поени и уште дополнително 2 награди за сценски настап и за изведба на најдобра изведена задолжителна композиција. После излегувањето од прогласувањето, хорот надвор целиот нареден се клањаше на диригентот, кој повторно му оставија без зборови, се разбира, на сред плоштад во Кавадарци, да. Одлични моменти, еве јас се присетувам на нив и ми е драго што сум била дел од тие моменти. Еве можам на слушателите да им кажам дека ваквиот однос кој што го има, ваквата позитивна енергија кој што има во хорот и што ја дава пеењето и учествувањето во еден хор е многу позитивно искуство кое што секој кој има прилика не треба да ја пропушти, треба да го искористи. А исто така дополнителна позитивна работа е тоа што ние имаме диригент кој што е многу близок со нас, има перфектен однос и едноставно функционираме како едно.
Така, и мене уште ми прави задоволство тоа што учениците од различни години, кои што не се среќаваат дури и во иста смена, значи од трета и втора година, од четврта и трета година, меѓу себе комуницираат како најдобри пријатели и тимски се здружени, значи се почитуваат меѓу себе, комуницираат, дружат и секогаш ако има потреба и се помагаат меѓу себе кога треба професионално да се изразат на одредени моменти. Имаме уште едно прашање од еден слушател, поставено на нашата официјална страница, а тоа е за улогата на нашата професорка како класен раководител. Како е, каква е одговорноста да се справите со вашиот клас, например 34 ученици кои што вие ги водите 4 години или 2 зависно, и која е разликата помеѓу да се справите со 40 женски хористи или 50 да речеме и со 34 ученици на кои што треба да им бидете како мајка, како родител? Имам среќа, оваа година сум матурантка, бидејќи сум класна на 4-та година, на едни од најдобриот и најубавиот клас, бидејќи сите девојки од втора година ми завидуваат, бидејќи сум класна на клас во кој има најдобри машки типчиња, можам да ги кажам, дечковци, и морам да кажам и тоа дека ги поздравувам цел 4-7 клас, кои што колку ми задаваат неволја, толку ми создаваат и среќа во секојдневно. Понеделнички ми започнува, можам да кажам, негативно, затоа што прво почнувам со изостаноците. Најтешката работа за еден класен раководител, и затоа многу пати сум најлошата класна, но после до крајот на неделата завршуваме најпозитивно, бидејќи последниот час ми е повторно со 4-7 со мојот клас. Така, дали преку вас тие ја засакуваат музиката? Па јас се надевам дека ја засакуваат, бидејќи овие на кои што сум класна, кои ќе влезат во кабинетот по музика, најпрво се фаќаат за микрофонот. Сите имаат желба, и затапано. Да, и затапано. Имаат желба да бидат пеачи, да бидат панари, клавирот ако не е отклучен да се отклучи да свират, гитарата прво после се фаќаат, дерињата, тарабуките, и едноставно скриени таленти колку што сакаш има. И едно прашање поопшто, ваше мислење би сакала за музиката во Македонија? Моменталната музичка сцена во Македонија, квалитетот кој што се прикажува? Искрено да ви кажам, мислам дека малку стагнира моментално музиката во Македонија. Значи има еден застој. Имаше еден период во кој што во нагорна линија се движеше музиката и во забавната и во народната. Се разбира, но повеќе во забавната го зборуваме, а сега јас дали не сум информирана доволно, но сепак мислам дека има малку еден застој, нема доволно креативност, новитети, нови пеачки лица, значи сепак мислам дека не е како што треба. Може би целокупната оваа криза влија и врз музиката во Македонија. Да, но затоа хорот не трпи никакви кризи, ни економски, ни музички кризи, и постојано оди напред со своите бројни настави. И освен, еве да речеме, хуманитарниот концерт кој што ни е најблиску, што друго да очекува струмичката јавност или македонската јавност од хорот на струмичката гимназија? Јас знам дека после Нова година, значи почнуваме со подготовки за државните хорски надпревари во Кавадарци, кои што се одржуваат секоја година. Знам дека после еден сегмент од учениците кои што се членови на хорот и на бендот ќе се подготвуваат за едно престојно патување кој што го има со една заедничка соработка со Измир. Потоа ни следува 24 мај, ни следува франкофонијата, ни следува исто така подготовки за патрониот празник, па се надевам дека ќе имаме нешто посебно и подготвено и за матурската вечер, каде што една половина бројка од хорот се ученици во 4-та година се матурантите, и мислам дека ќе подготват нешто интересно со кое што ќе заокружат оваа учебна година. Бидејќи сме веќе сосема на крајот на нашата емисија Позитивна мисла, би сакала на крајот една позитивна порака упатена од вашето срце, директно до срцето на нашите слушатели во оваа декемвриска вечер, една позитивна порака до вашите слушатели. Јас секогаш кажам, слушајте добра музика,
кој што ќе ве направи да бидете позитивни, да се чувствувате убаво и да влијаете позитивно на луѓе за себе и на луѓето околу себе. А што би им порачале на вашите хористи? А на моите хористи Вака во јавност им порачувам, слушајте ги гласовите кои што ви се ставени во вашата група на Facebook во хор, за утре да имате безпрекорно изведување на сите композиции за во сабота да не доаѓате на проба. Одлично, сега продолжуваме со уште малку музика пред крајот.